Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Мицкоски доживува тотално фијаско. Нема да успеат неговите обиди да ги одбрани криминалите на тајкуните на режимот на ВМРО-ДПМН. Мицкоски и ВМРО-ДПМН одработуваат за тајкуните на режимот и обвинетите криминалци, надевајки се дека ќе ја поткопат правната држава, дека нема да успее да се донесе новиот закон за јавното обвинителство, дека нема да станеме членки на Европската Унија и на НАТО, а вистинските криминалци ќе се спасат и пробуваат да ги представат, замислете, како жртви. Она што беше јасно од самиот почеток, со денешната пресконференција, Христијан Мицкоски го потврди. Клучниот, осомничен во еден од случаите на специјалното јавно обвинителство, Империја, Мицкоски се обиде да го представи како жртва. Единствената агенда, почитувани граѓани, на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски беше и останува одбрана на криминалите на ВМРО-ДПМН. Мицкоски денеска и јасно потврди дека се сретнал со лицата кои се осомничени и кои се гледаат во објавените снимки од случајот Рекет. Сега треба отворено да излезе пред јавноста и да даде одговори. Со кои две лица кои се гледаат од објавената снимка се има сретнато? Што примил Христијан Мицкоски на рака? Дали Мицкоски се сретнал со авторот на текстовите во Будимпешта? Дали Христијан Мицкоски се сретнал со тајкунот, осомничен во случајот Империја и зошто? Почитувани граѓани, најавите на Христијан Мицкоски за некакви протести не се ништо друго, туку последен обид на криминалот на режимот, поттикнат директно од неговиот шеф Никола Груевски. Јасно му е на Мицкоски дека поддршка од граѓаните нема. Додека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е цело време на терен со граѓаните, ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски едноставно ги нема. Се што прават ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски е само ширење на лажни вести од Белиот дворец, скапо платен од парите на граѓаните. Исти такви протести, почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН се сеќавате дека најавуваше и пред претседателските избори. Се одржаа неколку и ги снема. Немаше поддршка од граѓаните и на крај остана сам со Јанко Бачев. Истото, почитувани, ќе биде и сега. На Христијан Мицкоски му упатуваме јасна и недвосмислена порака. Нема да успеат твоите обиди да ги загрозиш случаите што се водат против криминалците и криминалите на режимот, на твојот шеф, ниту на вашите тајкуни. Секој кој што се огрешил пред законот, од прв до последен, ќе одговара. Ви благодарам.